Анафора. Здраво, Здраво, како сте? Добри, вие како сте? Ние сме одлично и сме срикни затоа што ќе учиме нова лекција по македонски јазик. Така. Оваа наставна единица денес што ќе работиме, анафора и епифора, е наменета за учениците од 6-то оделение. Пред да почнам да ја предавам предвидената наставна содржина за денес, само сакам вака да упатам еден поздрав до учениците од нашето училиште, поточно од училиштето каде што јас предавам, Круме Кепески, општина Киселавода, затоа што денес е патрониот празник на нашето училиште. Поздрави до сите наставници и учениците. Песничките кои што ги планиравме за овој ден, подгответе се, повторно ќе ги кажеме, ако не, ќе ги искористиме социјалните мрежи, Вибер, може да напишат на нашата платформа која што ја користиме некоја песничка за нашето училиште, ќе ми биде мило. Одлично. Нека ви е честит патрониот празник на училиштата. Ви благодарам. Вака сега, наставна единица, анафора и епифора, како стилски фигури. Што ќе научиме овој час? Овој час ќе научиме за поимот што е стилска фигура, како можеме да ги препознаеме стилските фигури во поезијата, а со тоа и ќе се стигнете со умешност и способност овие две стилски фигури да ги препознаете во некоја поетска творба. Ќе продолжиме со повторување, кое што вообичаено го правиме на почетокот на секој час. Имаме лирика. Поимот лирика, на што не асоцира лириката? Ќе ве потсетам дека во 6-то оделение некаде во месец јануари или февруари учевме за литературните родови, па споменавме дека постојат 3 литературни рода: лирика, епика и драма. Тогаш лириката со што ќе ја поврземе? Со нешто романтично, со нешто нежно, со Така, тоа романтично и нежно вообичаено како го пишуваме? Поезијата. Аха, во поезија, така. Поезијата, а поезијата кога ќе видиме некој поетски текст, како е напишан? Во стихови. Во стихови и строфи, а стиховите се групирани во строфи. Да. Така. Во лириката велиме дека постои, односно има лирски субјект кој што ги изразува чувствата, емоциите. И клучен збор за лириката е изразува. Изразува чувства. Кога работевме пред 2 часа, споменавме дека во поезијата можеме да бараме и аудитивни и визуелни елементи. Кога ќе споменаме зборот аудио, аудитивно, на што не асоцира тој збор? На нешто што го слуша. Шумот на шумите во ред, а визуелни елементи, визуелното си. И за полесно да им биде на учениците, ја споредува од морфолошка гледна точка со придавка, значи ја опишува именка. Така. Каква е функцијата на епитетот како стилска фигура во поезијата? Да се потсетиме, што мислите? Дали ни создава визуелни или аудитивни елементи? Па може да пред се мислам дека поише визуелни. Визуелни елементи. За аудитивните елементи постојат други стилски фигури. Така, аудитивните елементи ќе учиме понатаму, имаме поголем таков помош не создава и ономатопејата како стилска фигура, каде што имаме повторување на звуци, имитирање на звуци и така натаму. Тука имаме извадоци од песни од народната, едната песна од народна поезија, Ој луле се вика песната, и вториот извадок е од песната Таму е нашата река, од нашиот познат македонски автор Петра М. Андреевски. И двете песни ги имате во учебникот по македонски јазик за 6-то оделение. Ќе ја прочитаме првата строфа од првата песна. Одлетала пеперуга, ој луле, ој. Од орача на орача, ој луле, ој. Од копача на копача, ој луле, ој. Од режача до режача, ој луле, ој. Сега тука како помош гледаме дека имаме
едни фрази кои што се обележани во друга боја, од црвена боја. Зошто е тоа така направено? Што можеме да забележиме во оваа строфа? Дека се користи некаква стилска фигура која што и помага да добие некакво, да се добие ефектот во стихот, во строфата. И дали се повторуваат тие во сите стихови? Тие се повторуваат во сите стихови. Каде е повторувањето? На крајот на стихот. Следната строфа, кај што се кисне ржаница, кај што се игра кријаница, кај што се скока трчканица, кај што има прачканица. Повторно имаме повторување на фрази на почетокот на стиховите. Да. Имаме некои повторни извадоци од поезијата на македонски поети од македонската народна поезија. Првата строфа е изводек од поезијата на Ацо Шопов. Меѓутоа, сега тука не ни се обележани повторувањата на зборовите или на фразите, ќе треба сами да си ги најдеме. Супер. Кој го руши на крвта зидот? Кој ми го краде слухот? Кој го одзема видот? Кој пласт врз пласт ја реди? Кој тоа во мене невидлив седи? Видиме, дали може да откриеме кои зборови се повторуваат во оваа строфа? Кој? Кој? Онаа стилска фигура во поезијата, со која што се врши повторување на зборови или на фрази на почетокот од некоја строфа, се нарекува анафора. Сега ќе разгледаме следната строфа. Качуница, сиротице билјаро, што ми цутиш толку рано билјаро, среде зима коложега билјаро. Изводок од народна песна. Дали забележуваме повторување сега? Да, секако. но на крајот на стиховите. На крајот на стиховите. Така, онаа стилска фигура со која што имаме повторување на зборовите, на крајот од стихот се нарекува епифора. Што мислите, која е функцијата на овие стилски фигури анафора и епифора? За да придонесат во музикалноста, Така, во музикалност, ритмичност. Точно. Меѓутоа, овие стилски фигури некогаш поетите знаат да ги применат и кога сакаат да ги потенцираат своите чувства, своите емоции. Да. Еве еден изводок од песната, сите сигурно ја знаете, Тъга за југ од Константин Миладинов, песната со која што секоја година се отвараат струшките вечери на поезијата. Да. Константин Миладинов, само најако се ќе ви кажам, во периодот кога ја пишувал оваа песна, дали знаеме каде бил? Студена, мрачна земја, исполнета со мразови и со студови. Русија, Москва. Да. И за да ги изрази своите чувства, односно копнежот кон родната земја, врши повторување, па вели: не, јас не можам овде да седам. Не, јас не можам мразој да гледам. Што забележувам? Се повторуваат фразите во стиховите и која е целта? Целта е што поетот со оваа стилска фигура анафора ги потенцира, односно ги изразува своите чувства и својот копнеж кон родната земја, кон татковината. Сега да видиме, имаме вежби. Имаме една народна песна која што се вика Стани Станке. Нашата задача е да откриеме која стилска фигура ја имаме во оваа песна, анафора или епифора. Може? Може. Ајде. Стани Станке. Стани Станке, стани јагде. Дворови да метиш, Станке, столови да редиш. Стројници да чекаш, Станке, многу оддалеку. Дали може да откриеме кои зборови ни се повторуваат или фрази? Може.
Дворови се повторува. Дворови да метиш целата. Да, дворови да Дворови да метиш. метиш. И стројници да чекаш. И стројници да чекаш, Да. така. За која стилска фигура станува збора? Тоа е Нафора. нафора. Дека се наоѓа на почетокот. Така. Следната вежба. Сега тука пред да почнеме со оваа вежба имаме една слика и ќе направиме едно поврзување со англискиот јазик. И овие стилски фигури се застапени во другите јазици. Имаме тука една слика и ќе се потрудам да прочитам на англиски јазик. There are 3 good reasons this birthday card is late. I bought it late, I signed it late, I mailed it late. Кои зборови ни се повторуваат? Late. Late, late. Значи, за која стилска фигура станува збор? За епифора. 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 Така, сега, во оваа вежба, јас се потрудив да напишам една куса песничка, која што ви дадов наслов Желба. Ќе се потрудиме на овие празни места да ги ставиме соодветните зборови со кои што ќе ги добиеме стилските фигури анафора или епифора, може? Може. Ајде. Тоа жарче тлее длабоко во мене. Како искра најсјајна гори Во мене. во мене и кога сум тажен ме бодри. И кога сум среќен, И поттик кога ми сум дава. среќен, поттик ми дава. Секој од нас тајно ја чува, Секој од нас да се оствари бара. Имате ли вие желба? Имаме. Имаме. Многу? Многу. Па да сега имаме само една. Да бидеме сите здрави, да заврши ова со вирусот што побрзо, да се вратиме во училиште, да бидеме среќни и сите да се изгушкаме така на љубаво на цел свет. Да. Так, да, тоа е и нашата желба и на сите наставници предпоставувам. Деца, многу ни недостасувате. И да видиме домашна задача. За домашна задача ќе ја примениме наставната техника квадрант. Во учебникот по македонски јазик за 6-то деление имаме песна која што се вика Есен и од Станко Враз и ќе се потрудиме оваа поетска творба да анализираме според дадената наставна техника. Која е нашата задача? Ќе треба да ги пронајдеме стилските фигури, епитет, анафора, епифора. Ќе треба да ги пронајдеме аудитивните и визуелните елементи, поетските слики во песната и нормална, малку ќе развиеме и вашата креативност и способност за уметност и ќе се потрудите да нацртате нешто што ве асоцира од песната. Одлично. Одлично. Ова беше навистина прекрасен час и јас навистина сметам дека учениците многу добро разбра и научија што е анафора, што е епифора. И сега имаме пауза и имаме после 7 час македонски јазик македонски јазик за 7-то деление. деление. Браво.